Струмица и понатаму не е безбедна од поплави поради узурпираните речни и одводни канали. Подружницата на АДА Водостопанство Струмичко поле вели дека каналот на реката Водоча е речиси преполовен од узурпација на околното земјиште и бреговите. Поради тоа механизацијата само делумно можела да ги расчистува. Имаме и сепарации на самите на оваа река и истите и они не се придржаваат према закон и они вршат нарушување на природниот тек на водата. Се знае како закон како препишал, а тоа никој не го почитува. Слична е ситуацијата и со каналите што минуваат низ населените места. Општината најавува дека ќе бараат инспекциите да излезат на терен и да се санкционираат правните и физичките лица што узурпирале земјиште. Ќе започнеме и со дронско снимање на одводните канали за точно да утврдиме кои објекти се изградени, што и колку е узурпирано и затнато зошто е оневозможено одводнувањето при обилни врнежи од дожд. Во меѓувреме ја активираме и Комисијата за проценка и утврдување на висина на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи при општина Струмица. Изминатите десетина дена по нискиот дел од Струмица 3 пати се поплавуваше во кратките но обилни врнежи. Дел од граѓаните велат дека причина е затворањето на каналот Крушевска република и дека капацитетот за прибирање на водите е драстично намален со овој зафат. Локалната власт рече дека формирале работна група од експерти кои што ќе дадат насоки како да се санира улицата Младинска за трајно да се реши проблемот со поплавувањето.